Ајде. Иде? Иде? Значи, првиот гостин за денешната емисија е во моментов. Добро. Нека продолжи да снима. Мала сметња. Значи, првиот гостин за денешната емисија е во моментов најактуелниот македонец кој го знаат не само Македонија, туку и многу пошироко на цел Балкански полуостров, па и пошироко се работи за Александар Белов и многу ми е мило што го имам во емисијата. Повелијат се, како си ми? Супер. Добре. Кога дојде? Скоро дојдов. Скоро. Баш така. И како е? Па супер. Добро е. Се радуваш што си вака на слобода? Па после 100 дена малце ги затворени се. Машки ги издржа. Па мора. Секоја чест. Братко, како одеше на почеток само да те прашам аудицијата? Тоа ми се чини дека не го знаат луѓе. Како ти дојде до куќата? Добро, јас имаше некои јавувања на еден аудиција за операција Триумф. Така. Како, што си викам, што е тоа? Значи немав тотална појма, не бев информиран за ништо. Ајде реков ќе се прошетам до Скопје, дојдам на аудиција и пројдов тука, ми се јавија од Белград, ајде за Белград. Тоа беше се за 5 дена и готово, влегов во карантин и крај. И луда. Што бе, Дени, па нели снимаш бе? Снимам, не можам ја да искористуваме човеков малце. Повели? Што е вако во Белград нема, таму само риже, миже. Фала. Кој го пушти Дени у студио? Дени, фала Дени. А што е ова, уствари? Тоа е италијанска панакота. Мора дечкаво му извадија душава да ни се врати малце. Чека кариера. Да, што викаш. Добро, Дени. Како си иначе? Добар? Супер. Драго ми е. Жаре, ја морам да идам. Оди, да. Целско месо. Ја осеќам нешто дека... Да, ајде, чао, се гледаме. Ајде. Полека со пржениците, тоа, знаеш. Фала, Дени, фала. Замина. Ајде, поздрав. Па добро, ќе си брцнеме од ова, да си го пробаме. Што те прашав? Да, за аудицијава. И отиду в Белград и се стаи таму. За колку време почна од кога стигна во Белград целото шоу? Цело шоу започна негде, не знам, тука на 11 септември, мислам дека беа аудициите тука во Скопје. Добро. На 15 веќе бев во Белград на првите кастинзи, пошто од секоја земја имаше по 5-6, некои 10, например, Србија учесника и од тие вкупно бевме 40. Се собравте на крај? Се собравме 40 скупно и се избрана или 20 двајца кои директно настапија на првата, односно отварањето на операција Триумф. По од нив 16. Освен пеење, не знам што правевте, вежбавте, игравте таму во салата за плес. Салата за плес, да. Така. Како што друго правевте, како си го попунувавте време во жите, се кажи? Па види вака наутро кога ќе Сигурно досадно ви беше некојаш. Па добро, ето си направивме на Лути се човече да играме малце од спонзори ово. Не, па добро, наутро се будевме негде околу 15 до 9, ајде пола сат будење со некои од песните од гала вечерите. Али никој не стануваше од 15 до 9, сите у 9 и 10 кога ќе звони првото звоно 5 минути пред почеток на часот и сите гужва, ајде пред ВЦ, ајде брзо. И одма на фитнес кај професорот Филгут за гревање утринско сите кои ми ајде трчај. Интересно беше мала пауза нели, па после часовите со Милица на утринско загревање и со Лорен. Тука беше и професор Пајавич за распевавање. И после малце одмори, веќе половината од денот малце беше подосадна, но имавме многу време за вежбање со Мирко и со Неси, со бендот. Едноставно беше цело време беше полно. Негде таму после 8 веќе беше криза, се заврши и сега што да правиме, дали да вечераме, па Филгут не смееш да јадеш ова, не смееш она, многу калории, многу ова, здрав живот. Да излезеш надвор, не може. Да излезеш надвор, не може, само до дворот прошете едно кругче, ака и тоа ти е. Си се сноѓавте, добро. Ве гледавме ние цело време сте тоа. Кажи ми сега вака, ми ви кажува да те прашам. Имало ли симпатии со Нина? Те замараат се сите. Тоа беше... Или онака се нешто френдли малце измеѓу? Види, јас уште на почетокот тоа прашувај у Белград одма првото прашање. Што е со Нина? Јас си ги сакав сите, јас на почетокот имам фосум љубови. И сите ко почна да излеваат, ова излева. Па морав нешто, ове фризерки, шминкерки, морав пратички вокали, нешто да се држи бројот, знаеш, да не станевме со 2-3.
Али добро, од Нина бев малце поблизок, она само од Црна Гора, јас само од Македонија и моравме да се дружиме. Се најдовте. Што ќе прави? Сите други си. Да, управо си. Кај кои двајца увиде најголеми симпатии? Во куќата од сите студенти. Па што, знаеш како, сите бевме таму да градиме кариери едноставно, да бидеме, да се покажеме што подобро. Едноставно љубовта и првото прашање кога левавме во куќата, кога правевме таму некој интервју, љубов или кариера? И сите кариера нормално. Само Сонја Бакич љубов. Ете, само Сонја љубов, тоа памтам. И нормално сите не сакаат да прават шоу. Може постоја некои симпатии, за кои ја нема да откријам нормално. Поштен сум си. Браво. Не откривам тајни на колеги. А кажи ми за водителите. Водителите беа супер, не знам. Секој си беше различен на свој начин. Се дружевме нели во бекстејдж, PlayStation со Милан, игравме па ајде нова Ана Николина, Маца, со Маца веќе оние што направил Маца нешто што ти оставило, не знам, впечаток најголем или па што ќе запамтиш? Па не знам, многу со Маца во неговата емисија нели бевме гости се почесто. Тоа најгоре од све деца. Најгори, да. Така беше. Он си човекот интересен по појава, кај него нема, едноставно чекавме да дојде таа сабота да излеземе од куќата, да одиме да видиме пак народ, луѓе. Пред недела кога бевме на генерална проба, знам он е кул тип, едноставно не ми даваше многу да зборам, пошто ништо не ме ради. Јас сега ќе кажам, он ништо, македонци, добро, готово. Викам, Маца ќе ти вратам. Да, и ова мора да те прашам, за Даниел. Даниел. Па Даниел ја издржав само со мене не се скара тој. Не, па ти со никој не се скара. Добро, ја не се скарав со никој, али многу тактичар беше човече. Те гледа на 30 секој со секоја такви ќе се изедат последниот ден. Се седи спие таму. Што јас сум кежуал последниот. Месец дена бев сен кежуал. Она 20, не знам, и 34. И као сви се једу дневни боравак, Александар спава. И го дават. Па нормално. Па мора да бидеш одморен. Нормално. До толку ли Даниел видеше на нели? До толку ли е такво човече?